Саботно издание на регионалните вести. Ватарот на село Копанце, водите од реката Вардар и понатаму се изливаат по околните ниви, кои се веќе сосема уништени и потопени во вода. Мештаните бараат итна регулација на коритото на Вардар, за да се спречи ваквата катастрофа. Излеаната вода од нерегулираното речно корито на Вардар, ватарот на село Копанце уништи голема земјоделска површина. Водата од реката веќе неколку години ја одронува земјата од околните ниви кои веќе се потопени. Цели брегови се одронуваат од нашите имоти, се жалат мештаните. Велат дека честите поплави во нивниот атар придонеле да се прошири коритото на реката на сметка на приватната сопственост. Тие стравуваат дека со зголемување на нивото на Вардар во есенскиот период можно е да надојдат водите од реката и да го поплават целиот имот што го поседуваат на површина од околу 1000 декари. За да се спречи ваквата состојба, бараат итна регулација на реката, катастарски да се утврди незиниот тек и коритото да се регулира, односно изгради со соодветен материјал. Како што гледате сами, брегот се рое, паѓа. Не е заштитен од никого. Тоа цело село страда. Ако дојде ред да се пробие овој дел од Вардарот, цело поле ќе го преполои. Треба 2-3 моста да се прави, освен да проаѓамо само. Тоа многу ќе кошта, а ова, тоа што самите гледате, е многу помала рана да се слечи. Вардар катастрофа е. Треба Вардарот со катастар да се зема како е коритата, толку да биде широко, да не искочи да прави зија на берегите. Главна екзистенција на жителите од Копанце им е земјоделството, но поради честите изливања на водите, земјоделските обработливи површини изминативе десетина години се намалиле за 40%. Едноставно немаат воля више младежот да работат, бејќи Вардарот ги уништува све и тие нема воля више да радат, ме разбираш? И пласман нема каде да се троши тој производ, ме разбираш, што го произведуваат. Како идете, ја ургентно молим за да дојде више влада, да дојде овде, да види што и како. Или овде ќе има повише штета него у Источна Македонија што бија тие. Ме разбираш? Овде повише штета ќе има. Од Министерството за животна средина велат дека имаат програми преку кои се одвојуваат пари за регулација на речни корита и нивни одржувања. Но проектот за регулација треба да го изработи општината каде припаѓа реката. Од локалната самоуправа од Јагуновце тврде дека немаат законска можност да изработат проект за атарот на село Копанце, затоа што локацијата била надвор од градежен реон. И додека централните и локалните власти си ја префрлаат одговорноста за решавање на проблемот, реката Вардар секојдневно ги голта нивите, каде се создадени мали езерца. Динамиката на изградбата на објектот на новиот театар и библиотеката во Тетово се одвива според планот. Треба да биде готов за 3 години, а парите се обезбедени од државниот буџет. Во тек е изградбата на новиот театар и библиотека во Тетово. Објектот се гради веднаш до Центарот за култура. При неодамнешната посета на Тетово, министерката за култура Елизабета Камческа-Милеска оцени дека динамиката на изградбата се одвива според планот. Тоа е уште еден вака значаен проект со изградба на еден нов театар, каде што ќе биде сместена и библиотеката, нели во Тетово. Динамиката на изградбата се одвива според планот. Надлежна институција е Центарот за култура, нели која го реализира овој објект, а ние се разбира како министерство даваме финансиска поддршка согласно динамиката која што е доставена од самата институција. Имаме и голем број на други проекти, вклучувајќи го, ќе кажам, и театарот кој што е формиран овде во Тетово. Имаме најразлични представи и премиери кои што се во годишната програма и се разбира и многу други проекти кои што нашите национални институции овде во Тетово ги реализираат. Новиот театар и библиотека во Тетово ќе представува мултифункционален објект, чија корисна површина ќе изнесува 16.000 квадратни метри, со 2 сали со капацитет за 700 лица. Во објектот е предвидено да има и киносала, а библиотеката ќе понуди простор за околу 500.000 книги. Се очекува објектот целосно да се изгради до крајот на 2017 година, а од владата, односно од Министерството за култура, се предвидени 13 милиони евра. Со новиот објект ќе се надмине проблемот на овие 2 национални установи од културата, кои досега функционираат во рамките на Центарот за култура, со ограничен простор за работа. За прв пат на сцената на Тетовскиот театар во понеделник ќе биде представена театарска представа на македонски јазик. Актери од Скопје и Тетово заедно ќе играат представата Чернодрински се враќа дома.
На сцената на Тетовскиот театар за прв пат ќе биде поставена театарска представа на македонски јазик. За љубителите на драмската уметност ова ќе биде несекојдневно искуство и поради фактот што представата ќе биде заедничко дело на актери од Театар Комедија од Скопје, Драмски театар од Скопје и Тетовскиот театар. Премиерата на Чернодрински се враќа дома со текст на Горан Стефановски е закажана за понеделник во 20 часот, а репризите ќе се одиграат во текот на следниот месец декември. Марија Кондовска, Дритон Весели, Ѓорѓе Нешковски, Аријане Јупи, Крсте Јовановски се само дел од имињата на актерската екипа, а режијата е на Дамјан Четкушев. Оваа театарска представа е специфична и по тоа што музиката и звучните ефекти ќе се случуваат директно на сцената. Во трговскиот центар Ремал во Тетово денес беа доделени наградите на учениците со најуспешни ликовни творби од вчерашната работилница што се одржа по повод Светскиот ден на детето на тема Мојот град и загадувањето. По креативната работилница што се одржа вчера во Ремал, денеска продолжуваме со изложбата и со доделувањето на наградите. Морам да бидам искрен да кажам дека имавме многу тешка задача да одбереме кои се најдобрите 5 цртежи и дојавме до решение да одбереме од сите награди по 3. Но тоа не беше нашата главна цел. Нашата најглавна цел беше да подигнеме свеста кај учениците и нашето општество во врска со загадењето што се случува последниот период. Имавме многу талентирани и креативни цртежи, тоа можете да го видите. Многу ни е мило што имавме позитивен одзев и од страна на учениците. Тука би сакал да се заблагодарам на сите училишта и на сите учесници што учествуваа на оваа изложба. Исто така би сакал да се заблагодарам на невладината организација ЦЕТ и на сите наставнички кои помогнаа да ги донесат тука нивните ученици. Значи денеска ние пак продолжуваме со оваа активност како вчера, како што гледавте денеска имаше изложба. Значи целта на ова е подигање на свеста, пошто знаеме дека ова треба да почнуваме од децава да се подигне свеста, па се до другите, че тоа и ни беше значи целта да се одбират децата преку креативен начин, преку цртежи, значи да се докаже тоа дека колку е загадено нашиот град. Советот на млади на општина Гостивар одбележа 2 години од постоењето. На свечената вечер беше промовирано и новото раководство, начело со Артан Фейзули како председател и Симона Лазарова како подпредседател. Со свечена вечер и промовирање на новото раководство, Гостиварскиот совет на млади ја заокружи неделата на млади и прослави 2 години од постоењето. За нов председател на советот е избран Артан Фейзули, додека подпредседател во наредните 2 години ќе биде Симона Лазарова. Од своите предходници тие добија честитки и ветување дека ќе им бидат поддршка во спроведувањето на идните проекти и активности. Како нови членови, ќе се залагаме за преземање на поголеми активности и вклучување на повеќе млади во сите сфери. Благодарение на општина Гостивар, Советот на млади се покажа доста успешен со спроведувањето на последната активност, а тоа е неделата на младите. Значи беше моја чест да им служам на младите на мојот град и исто така ние како генерација, значи прва генерација на составот на Советот на млади, не само што го создавме или ги донесовме темелите на Советот на млади, туку исто така и успеевме да го развијаме како една успешна структура и релевантна која им значи им служи на младите за нивниот глас да биде чуен не само на локални институции, туку и на другите институции. Градоначалникот Невзат Бејта посочи дека Советот на млади на Гостивар се покажал како добар пример што треба да го следат и останатите општини во Македонија. За 2 години имате реализирана доста проекти во интерес на младите и во интерес на нашето општество. И овој примерок сега ќе го земат и другите општини во нашата држава и пошироко и ќе формират младински совети во нивните општини. И со формирање на младински совет во нивните општини ќе имат могушност младите сами да реализират доста проекти што ќе одат во интерес на општеството. Изминатите денови во рамки на неделата на млади се одржаа повеќе настани од областа на културата, спортот, хуманитарни акции и други, сите со цел да се промовираат позитивни вредности и фокусот на јавноста да биде свртен кон младината.
Православните верници денес го чествуваат празникот посветен на светиот архангел Михаил. Предпладнево во православните храмови во Тетовско беа отслужени свети божествени литургии. Овој празник голем број семејства го одбележуваат како домашна слава или именден. Денес православните верници го чествуваат празникот собор на Свети Архангел Михаил, кој е меѓу поголемите есенски празници што народот ги празнува со домашни служби, познати како Арангел или Аранđелов ден. Црквата го определила овој ден за празник во чест на сите ангели, а најмногу на Свети Архангел Михаил, кого го смета за водач на сите небесни сили. Наречен е собор на Свети Архангел Михаил, зашто Архангел Михаил е војвода на целата ангелска војска. Во народното верување, Архангел Михаил е представен како со меч им ги зема душите на луѓето. Постојат многу традиционални народни верувања за овој ангел. Се верува дека тој ги посетува сите болни луѓе. Овој празник е утврден во 4. век, за да го дефинира правилното почитување на ангелите. Пред да го создаде материјалниот свет, Господ го создал духовниот свет, ангелите. Ангелите се духови поради што се невидливи, а за подобро да бидат сватени и за да се создаде представа за нив на фреските и иконите, се представени во човечка форма. Тие се Господови гласници, ги пренесуваат Божите заповеди, поради што на фреските се представени со крилја. Тие се поим за младост и безгрижност, поради што се представени како деца, бидејќи староста, обелувањето на косата и брчките на лицето се последица на животните грижи и страдања. Тие се насликани во бела облека, што символизира душевна чистина и невиност. Единствено Архангел Михаил е представен во војводска облека. Празничниот ден беше причина голем број верници да запалат свеќа, да принесат леп, пченица и вино за здравје, среќа и благосостојба на семејствата, но и да се поклонат пред иконата на Архангел Михаил. Денешниот празник, како именден и како домашна слава, го чествуваат голем број семејства во Тетовско. Собранието го донесе буџетот за 2016 година, а по скратена постапка беше донесен и законот за извршување на буџетот за 2016. Пратениците од опозицијата гласаа против. За нив тој е неприфатлив зашто е нереален, неостварлив, неразвоен и нетранспарентен. Според СДСМ државата има јавен долг од 4 милиарди евра, а новиот буџет ќе значи нови долгови и сиромашни граѓани. Вкупните расходи во буџетот за следната година се проектирани на 195,7 милиарди денари и се за 4,7% повисоки од оние во 2015, а вкупните приходи се проектирани на 176,8 милиарди денари, каде има зголемување за 6% во однос на 2015 година. Буџетот за идната година е тежок близу 3,2 милиарди евра, што е за 4,7% повеќе од годинава, а приливите во буџетот ќе се зголемат за 6%. Планиран е раст на економијата од 4%. Стапката на инфлација се очекува да биде 2%, а дефицитот е проектиран на 3,2% или 308,6 милиони евра. Градежништвото, индустријата и нето извозот ќе бидат клучни за раст на економијата. Напната е состојбата во Гевгелија, бидејќи повеќе стотици неекономски мигранти се обидуваат нелегално да влезат на територијата на Македонија. Силни воени и полициски сили како и оклопни возила ја обезбедуваат грчко-македонската граница. Над 2000 економски мигранти ја блокираа железничката линија на границата меѓу Република Македонија и Грција. Ова се случи откако не добија дозвола да преминат на македонска територија. Мигрантите лежат вршините на меѓународната железничка линија. Нивната бројка постојано се зголемува, бидејќи грчките власти дозволуваат на сите пристигнати по незините острови да го продолжат патот до Македонија. Најмногу економски мигранти има од Бангладеш, Иран, Сомалија, Шри-Ланка, Мароко, Конго, Либан и други држави, каде што нема воени дејствија, пишуваат повеќе медиуми. Официјално се прифаќаат само граѓаните од Сирија, Ирак и Авганистан. Оваа мерка беше воведена откако тоа го направија Хрватска и Србија. Македонскиот председател Ѓорѓе Иванов упати апел до Грција да не дозволи проблемот со името да биде пречка за соработка на двете земји на полето на безбедноста и во справувањето со бегалската криза.
За време на самитот за бегалската криза во Брисел имав средба со премиерот Алексис Ципрас и разговаравме за оваа тема. За прашањата за движењето на терористите и странските борци, побарав да почнеме да добиваме најави кога доаѓаат грчките бродови со бегалци, какви групи луѓе надоаѓаат за да можеме да се мобилизираме. Во еден ден имаше 14.000 луѓе на границата без никаква најава. Премиерот Ципрас вети дека ќе го иницира ова, но се уште немаме одговор, изјавил Иванов на брифингот со грчките новинари кои се во посета на Македонија поради бегалската криза. Сведочењето на екс-премиерот Владо Бучковски за аферата Телеком дадено пред американските власти стана достапно за јавноста. Во него тој вели дека немало потреба македонската јавност да биде информирана за протоколот за соработка со Маѓар Телеком и оти тој бил прераскажан. Станува збор за документ врз кој се базира сомневањето за подкуп на македонски функционери во аферата Телеком, пишува истражувачката мрежа Бирн. Главната цел на протоколот на соработка кој бил подпишан со Маѓар Телеком во 2005 година била да се обезбеди дивиденда за државата, тврдел поранешниот премиер Владо Бучковски во своето сведочење пред американските власти, кое се одржало на 7 февруари во 2014 година во Вашингтон, САД. Бучковски пишува во текстот на Бирн, бил повикан како сведок во рамките на истрагата која Американската комисија за хартија од вредност ја води против поранешните водечки луѓе на Маѓар Телеком. Тие се обвинети за подкупување на владини функционери во Македонија во период од 2004 до 2006 година. Протоколот никогаш не бил заведен во архивата на владата, затоа што се смета за необврзувачки документ. Тој ослободува владата од обврски доколку договорот не е исполнет, затоа што беше јасно дека нема да може да се реализира се што е наведено во него, изјавил Бучковски според Бирн. Синоќа во тунел во Салковец била фрлена експлозивна направа пред возилото на началникот на генерал-штабот на вооружените сили Анто Јелец. Јас не бев повреден, ниту пак моето возило е оштетено. Јас само поминав низ чадот. Случајот е пријавен во полиција и се води истрага, рече Јелец. Тунелот е затворен, на поширокото подрачје е блокирано. Портпаролката на Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина Ума Синановиќ изјави дека ова институција ги разгледала наводите во врска со инцидентот во тунелот, но официјални информации за јавноста засега немаат. Белгиските власти денеска го подигнаа степенот на опасност од терористички напади во регионот на Брисел на највисоко ниво, предупредувајќи за многу сериозни и непосредни закани. Премиерот на земјата Шарл Мишел изјави дека постојат прецизни информации за ризикот напад, како оној што се случи во Париз. Мишел изјави дека безбедносните служби стравуваат оти неколку поединци со оружје и експлозиви можеше да извршат напади дури и на повеќе места. Метрото и железничкиот систем во градот се затворени, а на жителите им се препорачува да останат во затворени простории. Полицијата во Турција денеска приведе тројца осумничени дека и припаѓаат на исламската држава, меѓу кои еден белгиски државјанин кој е обвинет дека действувал како разузнавач за плановите во врска со терористичките напади во Париз, во кои загинаа 130 лица. Турските власти претходно оваа недела депортираа група од 8 мароканци, осумничени дека имаат врска со исламската држава. Турската полиција во две одделни акции изминативе денови заплени речиси 11 милиони таблети кептагон, стимулативна дрога и изворна средства во Сирија. Во две одделни полициски акции во покрајината Хатай на границата со Сирија запленети се 10,9 милиони таблети кептагон. Во првата акција во средата биле откриени 7,2 милиони таблети во 1300 филтри за масло за мотори. Еден ден подоцна останатото количество кептагон било откриено во еден магазин. Во полициските акции приведени се двајца турци и еден сириец. Дрогата била произведена во Сирија и била наменета за земјите од Персискиот залив. Катагонот е идеална дрога за поттикнување на агресивност и отстранување на стравот и болката. Тоа е најраспространета дрога меѓу борците на исламската држава.
Председателот на Мали Ибрахим Бубакар Кейта изјави дека исламските милитанти убиле 21 лице во вчерашниот напад во хотелот во главниот град, каде држеа десетици луѓе како заложници, пред влегувањето на безбедносните сили во зградата кои спасија 170 луѓе. Двајца милитанти се меѓу загинатите во инцидентот. Говорејќи на државната телевизија, председателот исто така прогласи вонредна состојба во поранешната француска колонија, која се соочува со напади од радикалните муслимански групи. Екстремистичка група, предводена од поранешниот командант на Ал-Каида, ја презеде одговорноста за нападот. Советот за безбедност на Обединетите нации усвои резолуција со која на државите им се возможува да ги преземат сите неопходни мерки во борба против исламската држава. Резолуцијата е усвоена едногласно, една недела по терористичките напади во Париз, во кои загинаа 130, а беа повредени повеќе од 300 луѓе. Предлог резолуцијата е изготвена од Франција, во текстот се апелира земјите членки на Обединетите нации двојно да ги зголемат и координираат напорите за спречување на терористички напади на исламската држава и други екстремистички групи поврзани со Ал-Каида. Резолуцијата не одобрува ниту има правна основа за воена акција и употреба на сила, но француските дипломати оценуваат дека таа ќе обезбеди значајна политичка поддршка за кампањата против исламска држава. Времето денес беше променливо, облачно и ветровито. Попладне во крајните западни делови со повремени врнежи од дожд, кои во ноќните часови ќе се прошират насекаде. Нешто поинтензивни ќе бидат во западниот и северозападниот дел. Дуваше умерен до засилен ветер од југозападен правец. Утринските температури се движеа од 5 до 9, а дневните од 9 до 13 степени. Според метеоролозите, утре не очекува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд. Предпладне во западните и крајните источни делови. Наместа ќе бидат пообилни и ќе имаат пороен карактер. Ќе дува умерен до засилен јужен ветер, кој на моменти ќе достигнува брзина од 50 до 70 км на час. Утринските температури ќе се движат од 3 до 7, а дневните од 8 до 12 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно!